Она што можевме да го констатираме е дека сите настани кои што беа објавени во рамки на изборните кампањи од страна на политичките субјекти и од македонскиот и од албанскиот блок на вистина се случиле. Ние тоа го проверивме и за сето тоа добивме документи, информации доставени од страна на институциите и органите кои што учествувале во овие активности, а тоа се активности во главном на незаконско финансирање на изборната кампања, преку плаќање на изборна кампања или активност за изборна кампања во готово, што знаеме дека е забрането, затоа што законот изрично вели дека сите плаќања на трошоци за кампања ќе се вршат преку специјалната сметка отворена за кампања, плаќање вршење од неовластен орган, односно од општински комитети на политички партии, иако знаеме дека плаќањето може да се врши исклучиво од страна на одговорниот за финансирање за изборната кампања преку трансакцијската сметка во вид на финансиска трансакција, а не во готово. И сите овие активности не беа прикажани во извештаите кои што се доставени до Државниот завод за ревизија, кој е доставен во 2 наврати од политичката партија која што користела таков тип на услуги. Во конкретниот случај, случајот кој што беше објавен за користењето на комуналните услуги од јавно комунално предпријатие Комуналец од Прилеп, кој што дало услуги наместење, односно поставување на огради кои се користени за време на митингот на ВМРО ДПМН во Прилеп, добивме информација од јавното комунално предпријатие дека да, таква набавка е побарана од политичката партија, да, таква набавка е реализирана, таква услуга е фактурирана и до тука се е во ред, додека не дојдовме до моментот да видиме дека таа услуга е платена во готово, што е апсолутно забрането, и дека таа услуга е платена од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Прилеп, што исто така е забрането.